Сте уште сме во Лука 12 глава. И повеќето од вас не беа присутни минатата сабота, ако ја прашам зашто зборував, не знам дали ќе ви текне. Стварно. Интересно патување, Добро, ако си ме слушал, Зоки, зашто зборував? се намести. Добро. Тоа беше, да. Живот без грижи. Тоа беа стихови кои што беа, значи, опфатени беа стиховите од 22 до 30 беше, мислам, до 31. Значи, вистинскиот верник, еве да се надоврземе на тие мисли од минатиот пат, може и треба да верува дека е можен живот без грижи. Дори само да го земеме стихот, барајте го неговото царство, а сето тоа друго, што ќе јадете, што ќе пиете, што ќе се облекувате, Господ знае дека ви треба и ќе ви го додаде. Од тука тргнувајќи, па можеме да кажеме дека можеме воопшто да не се секираме, да не се грижиме за многу нешта во животот. Пред се зборувавме минатиот пат за баш оние најбитни екзистенционални потреби. И рековме тогаш дека Господ има за нас многу повисока цел. И зарем не му требаме како живи за да ја оствари таа цел? Зошто тогаш да се грижиме за нашите основни екзистенционални потреби кои што тој ветил дека ќе ни ги пружи? И сега во тој правец, значи кога човек е свртен кон небото и кон небесните богатства, тогаш не само што нема грижи, него е спремен да прави вистински инвестиции во животот, оние кои што навистина вредат. Видите што вели 32 стих, значи се надоврзувам. Иако ова не е баш темата ќе ни биде од 35 стих подолу, но вели 32, не бој се мало стадо, зашто вашиот татко благоволи да ви го даде царството. А тој сака да ви го даде. Зошто да се плашите? Значи, еве, не само што се грижи нашиот татко, нашиот Бог, за нашите физички потреби, туку и за нашите духовни. Па тој сака да ви го даде Божјето царство. Нема што да се грижите. И сега вели, продајте го својот имот, ова малко ме подсеќа на богатиот младич, знаете, продајте го својот имот и дајте го како милостина. Направете си торби што не изветвуваат неисцрпно сокровиште, ризница на небесата, каде крадец не се приближува, ниту молец изедува. Зашто каде е вашето сокровиште, каде е вашата ризница, каде е вашето богатство, таму ќе биде и вашето срце. Вистинската инвестиција, би рекол, единствената вистинска инвестиција од која што ја имате она голема добивка, вечна добивка, е ако инвестирате во небесната банка. И ако собирате богатство за на небото. Тоа, самото по себе повлекува еден момент на кој што ќе се задржиме вечерва, е кога сте насочени кон небото, небесните вредности. Небесната ризница. Таму го собирате богатството. Тогаш, вие едва и ќе чекате, значи, нетрпеливо ќе чекате да дојде царот и како што ветил да не земе и да не носи таму заедно со него и да живееме во тоа царство, ако сме свртени кон тоа царство. Па уште Павле, уште апостолите, како пишуваат? Зошто пишуваат како да утре Исус ќе дојде? Затоа што едвај копнееле, едноставно чекале да Исус дојде и да
да станат дел од царството. Значи, во текстот што денески вечера ќе го разгледаме, Исус можеби за прв пат во своето проповедање, во својот живот, значи, на земјата, овде во 12 глава Лука, како оди хронолошки, за прв пат го најавува своето второ доаѓање, уште пред самиот крст и пред неговото заминување, всушност, од земјата. Главната тема, и така ќе биде и насловот, е бидете подготвени. Ќе видиме и вечера дека ако ова правилно го сватиме, а ова е многу едноставно за да се свати, ова се стихови кои што се едноставни за сваќање, ќе сватиме дека не ни се потребни никакви датуми и ништо што е поврзано со датум и точно некое време на доаѓање на Христа, затоа што секогаш во секој миг мора да бидеме и треба да бидеме подготвени. Ако ние сме свртени кон небото, ако тамо е нашата ризница, ако го живееме животот, како што претходно видовме во претходните стихови, без тие земски грижи и така натаму, тоаш ние едва и ќе чекаме да дојде тој камен, да удри, да го сруши кипот, да ги сруши сите овие никакви светски царства и светска гордост и така натаму, и да загосподари нашиот цар, да станеме дел од тоа царство. Да читаме, ќе видиме, значи, како на два дела ќе го поделиме ова проучување, први на 35 до 40, овде се спомнуваат две параболи, кои што укажуваат на тоа да бидеме предпазливи и да се спремаме, значи да бидеме подготвени. Лука, значи 12 глава од 35 ќе читам до 41, а потоа во останатите стихови ќе видиме како треба да живееме еден таков живот. Што значи еден таков живот на постојана спремност, како треба да живееме и како не треба да живееме. Чути таму ќе видиме и верен слуга, како изгледа, и неколку вида на неверен слуга, но да почнеме од 35-тиот до 40-тиот ќе читам. Нека ви биде препашан крстот, половината, а светилките запалени. Што значи ова? Постојано спремни. Значи, на готов би текнува на војска повторно. Како и нема да ми текне за овакви работи на војска, знаете, која имаше една смешна ситуација, може се ви кажува од овде. Значи, ние бевме на караула, на Рамно се наоѓаше, тоа е највисоката точка на Скопска Црна Гора, тогаш, при време на караула беше таму, потоа ја направија во Танушевци, кај што пукна првата пушка, што велиме, 2001. Значи, и од таму се гледаше, буквално цело Косово поле, па навака Скопје, кој што многу ретко можевте да го видите, онака чисто, секојаш беше во некој смок и така натаму. И, како ја објаснам сега, караулата е тука, од таму се гледа се, реков, и патот од Скопје, кој што одеше вака, имаше свиок, и вие од караулата можете долго време да следите ако доаѓа некој автомобил или било што. И сега тоа е едно 15 минути додека да изврати од таму, па за да дојде до караулата. И знаевме дека старешините од Тетово, ние бевме под Тетовската касарна таму, доаѓа секојаш со една црвена лада нива. И знаете кој ќе... А имавме тоа што беше летото, 94-та, летото, имавме еден водник, ни прати еден младо водниче од Скопје, беше мислам, и уште и не упатен, ние уште многу повеќе знаевме како да се сноѓеме таму од него и некако многу лежерни бевме со него. Ептен лежер, значи, тоа се правија таму ноќни забави, да не кажам, со пиво, со што ти не, со скари. И ден беше, а јас десетар веќе во тој период, и забележуваме, некој забележа црвена лада нива, значи ви кажувам таму додека да сврти, тоа е. Ја дежурен, не знам, и знаете тоа, спремање на брзина 15 минути, не се многу, се треба да биде цаком паком, чизмите наредени ваму таму, се, како што треба. И јас се спремам, надвор излегувам, све, и да, нали, рапорт треба да даваш сето тоа.
и застанува црвена лада нива и излегува, ја го очекував капетанот, излегува Владимир Лапе. Се сеќавате кој беше Владимир Лапе? Новинарот од МРТ, ли така беше? Не знам, одамна го нема, не знам дали е жив тој човек, немам појма. Така пониско човече со, дали бркови имаше, не знам. Чудно беше таа ситуација, јас спремен на рапорт. Од кај сега, што е ова сега? Бара, каде да ги најдат упрофорците, имаше таму камп кај Танушевци. Но сакам да ви го доловам моментот, значи на спремност. И вие постојано треба да бидете со опасачот, спремни, вели овде и што? Светилките запалени. Ќе видиме подолу зошто. А вие бидете слични на луѓе кои го чекаат својот господар кога се враќа од свадба. Знаете како биле свадбите таму во Израел. До касно во ноќ на некојаш. Знаеле се задржат. Да се пролонгираат. За да му ги отворат веднаш штом ке, значи, што портите. Вие бидете слични на луѓе кои го чекаат својот господар кога се враќа од свадба, за да му отворат веднаш штом дојде и почука. Забележувате овде каков е речникот. Веднаш, значи вие сте така спремни, желеете, го чекате господарот да се врати тука, едва чекате да чукне само, и веднаш да бидете спремни да му отворите врата. И што вели подолу? Блажени се оние, видите сега да го кажува благословот, блажени се оние слуги кои господарот ќе ги најде будни кога ќе си дојде. Вистина ви велам дека ќе се препаше, тој сега ќе се препаше, ќе ги прилегне до трпезата, знаете како биле тогаш трпезите, морале да прилегнат, па на лакт, па. Ќе ги прилегне до трпезата и ќе дојде да им служи. Ево, благословот. Господарот доаѓа за да ни служи. Па знае ли нешто друго поинаку Исус, освен да служи? Сега 38 стих. И ако дојде во втората или третата стража, значи еве зошто светилките се запалени и спремноста е на ниво. Ако дојде во втората или третата стража и ги најде така, значи спремни, едвај чекаат да го наслушнат чукањето, блазе им на ним. Блажени се. Втора или трета стража. Значи тоа е баш во на време, ајде, таа втора стража од 9 до 12 до полноќ, мислам дека беше, и третата од 12 до 3. Сега зависи. Ама јас уште во втората стража сум заспан најчесто, за третата да не зборуваме, во 3 сати. Има ли некој буден? Може има. Може има. Не знам. Од некои причини било што. Ама во ниедно време сака да каже, па сега кога алудираме на тоа време, тогашно време, се вратиме назад само 50 години и нашите дедовци и баби по селата, како живееле. Со кокошките, нели, што велиме си легнували, станувале во 5. Така да во тој период сите спијат, меѓутоа, и ако дојде тогаш, вистинските слуги се спремни, затоа што едва чекаат да дојде господарот. Кога сето ова го зборуваме, што ви се потребни датуми, луѓе? Што ви се потребни? И треба постојано да бидете спремни, да желеете за неговото доаѓање. Што е битно, дали ќе дојде утре или задутре? Тоа е вистинската спремност. Но знаете го ова, 39-тиот, сега ова е втората парабола. Кога домакинот би знаел во кој час, значи сега сме домакинот, ќе дојде крадецот, не би дозволил да му ја подкопа куќата. Затоа и вие бидете готови, бидете спремни, зашто човечкиот син ќе дојде во час во кој не ни мислите дека ќе дојде. Е повторно зборови кои што кажуваат на една голема вистина. Не знаете вие кога ќе дојде човечкиот син. Како крадецот што дојде, ако домакинот би знаел кога доаѓа крадецот нема ништо да направи, ама. Значи, затоа и вие бидете готови, бидете спремни, бдејте, или како беше денеска, мислам, солуњањето ги читавме стиховите.
Бидете трезвени, бдејте. Тоа е пораката. Бидете спремни. Зошто човечкиот син ќе дојде во час во кој не мислите. Ми потсеќа повторно ова на она која зборуваме за новата земја, што ќе биде, како ќе биде. Ни на мисли на човек што не му дошло. Ни со очи што не видел, ни со уши што не слушнал, тоа Господ го подготвува. И овде вели, ни во он некогаш кога не ни мислите, значи тогаш ќе дојде. Спремноста е битна, постојаната спремност. И сега Петар овде поставува прашање, знаете на почетокот од главата почнавме со дека многу иледно мноштво се собрало, па дури се газеле еден со друг да дојдат поблиску до Исуса да ги слушнат овие негови говори. И Петар поставува прашање од 41 стих и вели: Господи, нам ли ние кажуваш оваа приказна или на сите? На кого се однесува? Сега не добива одговор, меѓутоа еве што кажува понатаму Исус. Првен го опишува во првите неколку стиха верниот слуга, како што и претходно читавме во претходните стихови. А Господ рече, имено кој е оној верен и разумен домоуправител, кога Господарот ќе го постави над своите слуги, за да им дава храна на време. Блажен е оној слуга, кога Господарот, кога дојде, ќе го најде да работи така. Значи што? Да им дава на време и храна и сето она за што бил задолжен, да се грижи околу домот, да се грижи околу слугите, едноставно да биде послушен, како што му кажал Господарот. Значи, забележуваме дека чекањето на Господарот не е пасивно, туку вклучена е работа, вклучена е служба, служење. Вистина велам 44 стих, ќе го постави на целиот свој имот, ако го најде таков. Значи, вработен, ангажиран постојано, служи и постапува онака како што и очекува Господарот од него. Но сега во следните стихови ќе видиме три вида на неверни слуги. И тие се посебно интересни за нас како поука. 45-тиот. Но, ако овој слуга, значи истиот слуга, ако е верен, ќе поставува така и така и блажен е. Меѓутоа, ако оној слуга рече во своето срце, мојот Господ нема да дојде скоро, па почне да ги бие момчињата и момичињата, да јаде, да пие и да се пијани. Господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога не го очекува, повторно и повторно се нагласува тоа, кога не мислите, кога не очекувате, и во час што не го знае, и ќе го расече, ова е фигуративно веројатно, и ќе ја одреди неговата судбина со неверните. Но ќе забележаме дека овој првиот добива најжестока казна, расекување, се спомнува овде, што како постапува овој? Значи си вели во себе, нема да дојде уште многу. Сеќавате на оние цитатите. Кога Елен Вајт разговара со некој брат, па му поставува прашање, дали би си сменил твојот живот, ако кога Исус би дошол, би знаел дека ќе дојде за 2, 5, 10 години, да кажем, да, би си сменил. И што би правил, па повеќе би проучувал, би се молил, би проповедал, би го продал имотот, вака, така, онака. А што би правил и дали ќе се смени твојот живот ако знаеш дека ни 20 години нема да дојде? Па да, би се сменил во негативен правец. Како овој. Јади, пи и не само тоа, него што, како се однесуваат према слугите? Ги злоупотребува, ги бие. Значи, едноставно се гледа дека живее себично и злобно. И казната е сечење и вбројување со неверниците. Господарот не доаѓа уште долго да си уживкам. И тоа нас на сметка на другите, што е најлошото овде. Затоа и казната е таква.
А знаете, кога човек се одлучува да живее себично, то сигурно мора да настрада некој од околу него, за да ја задоволи таа своја себичност. Значи, за сметка на некој друг. Сега 47 стих. А оној слуга, кој ја знаел волјата на својот господар, че внимавајте, ја знае волјата на својот господар, и не приготвил и не постапил според неговата волја, ќе биде многу биен. Значи, овој слуга знае. Ја знае волјата на господарот, знае се, како ние што знаеме се, како што често пати се фалиме дека имаме сета вистина, но не прави ништо, како да е незаинтересиран, пасивен едноставно. Каква казна добива? Многу биен, оти знаел што треба, а не постапувал како треба. И третиот слуга, а оној кој не знаел, а направил нешто се заслужува биење, ќе биде малку биен. И тој ќе биде биен, ама помалку. Че гледате различни степени на казна. Првиот го гледаме, живее злобно, живее себично, знае, тој знае Божјата волја, волјата на својот господар, но затоа што си умислил дека нема да дојде уште долго, јади, пи, злоупотребува ги другите и така натаму, најжестока казна. Овој вториот знае, ја знае Божјата волја, ама е пасивен, не прави ништо. Ни вака, ни така. Но тој ќе биде биен многу, вели. Затоа што знаел, а не постапувал, според тоа што го знае. И третиот, не знае, ама сепак живее злобно, тој е малку биен. Не знаел, ама сепак ќе биде казнет според совеста, како што, нели, ајде да отвориме Римјаните, се подсетиме на тој момент, Римјаните 2 глава. Луѓето се човечки битија со совест и, како вели овде Павле во Римјаните 2 глава од 12 до 15, зашто кои изгрешиле без закон, изгрешиле под Зашто кои изгрешиле без закон и ќе загинат. А сите кои што изгрешиле под закон, според законот ќе бидат осудени. Бидејќи пред Бога не се праведни оние кои што само го слушаат законот, а ќе бидат оправдани оние кои го извршуваат, односно се извршители на законот. Зашто кога народите кои немаат закон, че еве ги тие кои што не знаат, го исполнуваат по природа она што законот го бара, тогаш тие се, немајки закон, сами за себе закон. Тие покажуваат дека делото на законот и напишено во нивните срца, зашто сведочат нивната совест и нивните мисли, што меѓусебно се обвинуваат или се бранат. Значи, како и да е, секој е одговорен пред Бога, дури оној што не знаел, ама сепак според совест ќе му се суди. И тој ќе биде помалку биен, ама сепак ќе заврши како што не треба. Нараучение. Односно, да го дочитам стикот. Четиридесет Од секој кому му е дадено многу, ќе се бара многу. И кому му е поверено многу, од него ќе се бара повеќе. А оној кој што му е дадено малку, ќе се бара малку. Па зарем не е практичен, праведен, не знам како да кажам, Господ. Оној кој што знае, од него многу ќе се бара. Колку ќе се бара од нас? Еве ние нели ја знаеме целата вистина, под наводници. Се знаеме. Ние сме чекатели, го чекаме Христа, ама дали сме како првиот слуга, дали сме како оној верен слуга, дали сме тие кои што едва и чекаме да го наслушнеме чукањето на нашиот Господар. Спремни, опашани, со светилките секојаш запалени, имаме масло на располагање, и веднаш штом ке чукне да му отвориме. Или пак си велиме, кој знае кога ќе дојде,
Ке се забави, па ајде, удри на забава. Ние имаме огромна одговорност според ова што читаме овде. Ние знаеме Божјата волја. Ние знаеме дека Исус доаѓа и тоа е близо неговото доаѓање. По сите знаци. И акцентот се става на тоа дека треба да бидеме постојано спремни, будни, трезвени. Не се битни датуми тука, не се битни да се бавиме со работи кои што не ни се откриени и не се ни потребни. Тоа само може да не оддалечи од Бога, а не да не доближи. Ако јас денеска не сум спремен, зарем утре ќе бидам спремен затоа што ќе знам дека Исус ќе дојде следната година. Како рековме и тогаш, подготовката за Христовото доаѓање не е подготовка за да дојдете на одмор, па ајде земете тоа пешкирите и не знам што и се што е потребно на одмор. Секој ден е таа подготовка. И она што вечерва го видовме и треба да не е јасно е дека, како што и е насловот, бидете подготвени, бидете постојано подготвени. И, како што кажав пак, ако ние сме насочени на небото, на небесните вредности, нема што многу да не интересира овде на земјата, едноставно ќе живееме доволно онолку колку што е потребно за живот, за екзистенција, како што минатиот пат проучувавме. И знаеме, и сме сигурни дека Господ тоа ќе ни го обезбеди. Значи нема што да се грижиме. И едва ќе чекаме да го дочекаме Исуса на облаците. Тоа ќе биде нашиот живот, насочен кон небото. За жал, ѓаволот од друга страна пак гледа да ни ги угасне светилките, да ни го извади каишот, да не заспие, да не бидеме будни во таа втора или трета или било која стража. А тоа многу умешно го прави, посебно во ова време во кое што живееме денес, страшна работа. Тоа ние што знаеме вистината и не знам, се чудам некогаш какви се глупости нема да прочитате. Во кое време живееме? Па вчера спомнавме за Титан, за онаа несреќа, последната со оние богаташите, кои што платиле по $250,000, ако не се лажам, за да го видат потонатиот Титаник. И завршија слично. И читам, психолози се бават со тоа и велат, знаете, тие имаат толку пари што се име на располагање, се си дозволили во својот живот и сега бараат некоја возбуда да направат нешто што никој не го направил. И ајде сега ќе одиме длабоко во морето или ќе летаме во Вселената, ќе одиме на прошетка, вселенска прошетка со Илон Маск и неговите ракети или не знам што. Значи, ние како размислуваме и како не учи Словото, тоа е стварно лудост. $250,000 да ги дадам за да се спакувам у таа лимена кутија тамо, не знам каква, и ќе одам долу тамо, ќе го гледам Титаник. Па ја не давам за утакмица пари да влезам тамо на стадион, дома ќе си гледам, поубаво се гледа на телевизор, така да кажам. Не знам, тоа е само еден пример. Има многу лудости денеска во светот. Тоа да се чудите, младите поготово. TikTok, не знам како ги викаат сите тие апликации, да се направи важен, да се направи, не знам, битен, да го забележат во светот, ќе направи некоја глупост, ќе се истепа. Или да, што и да е. Кој луд свет во кое време живееме? Мислам и нас ѓаволот многу лесно знае да не замотка некојаш, ете, такви работи, не знам, сега ќе предвидуваме датуми кога Исус ќе дошол или не знам, ќе ги броиме сега колку се горе, дали се двајца или тројца. Со кој памет? Кога ние не знаеме денеска што сме јаделе, не знам, ќе заборавиме вчера што сме јаделе, а ние имаме толку разум да се качиме горе тамо на трето небо, како вели Павел или кој беше, и
да видиме дали биле двајца, дали тројца, па било тоа многу битно, па не знам што, па само со такви работи како ѓаволот може да не замотка, па да не зборуваме за еден куп оговаранци, ова, она, обвинување, како што читавме, нели? Се ставиме буквално во негови раце и мислиме дека ние му служиме на Бога, ние одиме во црква, ние сме верни и така натаму и така натаму. Па не знам, ако не ми се јават у текот на седмицата, па ќе се жалам на некој, па гледај какви се, па никој не ми се јавил, па не знам ова, па не знам... Примери само нафрлам, бе, онака. А ти си се јавил некаде? Да не му дозволуваме на ѓаволот да ги насочиме нашите мисли, нашите очи, нашиот поглед комплетно на небото. Исус навистина е близо и доаѓа. Ние мораме да бидеме спремни во секој миг, со запалени светилки, опашани. И како оној верен слуга, да му служиме, да служиме во делото Божие, а сите имаме дарови и таленти прекрасни, за да можеме да се вклопиме во некој дел од делото Божие и да послужиме за спасение на други души и спремност и наша, и нивна, и еден ден сите радосно да го дочекаме Исуса и да кажеме еве го нашиот Спасител. Тоа да биде најрадосниот ден за сите нас, тоа го посакувам за сите вас кои што седите овде, но и за мноштво наши блиски и подалечни. Едноставно, како што и Господ сака сите да ги спаси, ние треба да имаме таа желба и да се залагаме за такво нешто. Сега знаеме дека сепак е слободна волја на секого и за жал мноштвото нема да прифатат, но тоа не треба нас да не обесхрабрува, туку да одеме и да му служиме, да не ги биеме слугите и нашите ближни, туку напротив да и ги храниме. Тоа е, тоа на кое што не повикува Господ. Нека му е слава нему. Амин.